Жешко во Скопје, Жешко во Македонија, станува Жешко и на терените на Европското првенство во Германија. Баш така, добар ден и од мене фудбаломани и сите оние кои го следат Европското фудбалско првенство. Еве не продукција Скок, бевме кратко на лице место на Европското првенство. Како што кажа Наташа, сега сме во Скопје, малку е Жешко, но го следиме Европското првенство, ситото си го направи своето, ги имаме двете полуфинални двојки, значи Шпанија, Франција и Холандија, Англија, а како стигнавме до овие 4 двојки? Како стигнавме, ќе објасниш ти, Мијалче, ти си познат по таа прецизна работа со запишување и со следење. Јас само сакам во овој контекст, пред да преминеме на главната тема за денешната емисија, да кажам, облечени сме во боите на европскиот шампион, кој што прерано си замина дома, беше не успеа да одбрани титулата. Не успеа да одбрани титулата, но сепак во четирите најдобри, значи кој ќе биде шампион, ќе видиме, има убави репрезентации. Така. Тоа е всушност тоа што сакаме да го најавиме како тема, тоа е интересното. Дел од нашата емисија во второто продолжение ќе биде на мине статистика, поврзана со фудбалерите кои играат за репрезентација, се сконцентрирани во 3-4 силни европски клубови и дел од она зошто Македонија нема и зошто никој некако тоа не го спомнува, не го коментира, а тоа е секако неуспех и треба да се подсетуваме и на тоа дека ете за жал нашата фудбалска репрезентација која сакаме навиваме и со која нели бевме. Продукција Скок беше во Букурешт на последното европско првенство, овој пат ја нема. Така е. Останете со нас и гледате во продолжение, имаме интересни моменти. Другутов, твоето 8 европско првенство, моето 3-то европско првенство. Македонија беше од моите 3 на 1, Македонија беше од твоите 8 на 1. Овој пат ја нема Македонија, тоа е една тажна приказна. Да. Меѓутоа ги имаше Хрватска и Србија како за утеха, нели нашите соседи да поднавиваме за нив, нели они ни го привлекуваа вниманието, но и они преноси заминаа. Што се случи со хрватите? Имаше интересен момент со Далич на пресконференција која што така ја зборува. Добра, позитивна фудбалска провокација, значи Златко Далик имаше една по мене прекрасна изјава, едно негово прекрасно видување некаде во тоа осмина финалните дуели, во таа фаза, нокаут фаза, кога ја спомена репрезентацијата на Англија, а всушност контекстот е како англичаните стигна до, да кажам, исто така големото полуфинале. Златко Далик вели, Хрватска на последните две светски првенства беше второ и трето место. Постигна изворени резултати во Лигата на нациите, на Европското првенство исто така, а нашите спортски новинари не утепаа критикувајќи за овој реален неуспех на актуелното европско првенство. Англија нема ни приближно резултати како Хрватска. Ни приближно. А англиските спортски коментатори, овие славните имиња, почнувајќи од Арсен Венгер, што сме ги гледале на стадионите кога да, кои седеле до нас, Гери Невил коментира и ред други. Да не ги редиме сите, некако не ги Рој Кин, славниот од Манчестер Юнайтед, не ги допираат. И замислете, Англија никогаш не била европски првак. Да, тоа е многу интересен момент. Значи тоа е дел од нашата денешна емисија. Еднаш била светски шампион 1966 година. Кога сме веќе кај новинарите, кај медиумите, кај информирањето од европските, од големите надпреварувања во овој случај европското првенство, еве убаво е да кажеме дека македонската репрезентација не се пласираше. Значи ние не успеавме, за жал не успеавме да одиме на европско првенство, но кога се новинарите во прашање затоа потенцирав, нема некои реални, не зборуваме ние тука сега ниту за плукање, ниту сме биле такви, ниту сакаме да бидеме, не зборуваме ние за плукање, за барање, не знам, влакно во јајцето, за реални критики, барање на одговори, значи поставување прашања што се случува со македонската репрезентација. Така, јас во една шега, јас во една шега, ама таа е болна шега, црна шега, ти велам, како можевме да не одиме да се откажеме да играме од Евровизија, да пееме на Евровизија. Од надпреварот на Евровизија. Па да, и гледајќи како квалитетно играат овие условно послабите репрезентации со помал рейтинг на ова европско првенство,
Дајте луѓе, реални сме, гледаме како игра Да се откажеме од квалификациите. Па мене во природа не ми е да се откажам, ама некако така како на шега ми доаѓа, значи ајде да не играме, да не се играме квалификации. Жално, не мислам. Ова е нашата мини анализа, значи беше продукција скок беше на лице место, гледаше Италија, Албанија. Албанците сами знаеме што правеа, гледавме во живо. Трчење, гледавме Романија со Чешка, со Словачка. Со Словачка, така е. Гледавме Турција со Холандија. Значи, да, ирелевантни се резултатите, понекогаш Хрватите изгубија 2 пати во судиско продолжување и испаднаа од прелиминарната група. Србија со 1 постигна гол. Сега од ова временска дистанца во финишот на Европското првенство слободно велам дека играше навистина лошо, катастрофално, иако на почетокот бевме воздржани, но да се вратиме од сите оние наши ТВ коментатори, добри познавачи на фудбалските прилики, од сите емисии кои ги гледаме, ги следиме. Не сакам да кажам дека во Букуреш беа 21 спортски новинар, сега на Европското првенство во Германија бевме тројца. Екипата на продукција Скок и од веб страницата Гол МК беше колегата Зоран Мишевски. За жал четврти, не знам, ако грешам се извинувам ја лично и од име на продукција Скок. Значи ја нема Македонија, ги нема и новинарите. Никој не кажува зошто нема Македонија. Нема анализа. Кај сме ние во целата оваа фудбалска трка? Како? Значи да не бидеме лажно скромни, еве јас тоа што сакам да го кажам без никој да се навреди, македонските новинари, кои што голем дел од нив исклучително ги почитувам и ми се другарчиња, пријателчиња да наречам. Уште од времето на Скок, на македонски спорт и така натаму. Не е поентата само некој да ти плати за да одиш да гледаш фудбал, ако сакаш да гледаш фудбал. Продукција Скок сама плати и беше во Букуреш, не одеше на товар на фудбалската федерација. Тоа сакам да кажам, и не само тоа, еве и на ова европско првенство. Убаво и редно е да кажеме, имавме најава, имавме потврдени карти нели за вчерашните надпревари. Така. Значи продукција Скок не отиде. Во последен момент пред полетување на авионот. Тоа е вака да ви кажам, значи некогаш нашиот драг пријател Тони Киров од Москва, каде што бевме негови гости за време на Мондијалот 2018, знае да каже историографски, фактографски и суштински дека Господ секогаш се смее кога некој ги прави плановите. Така беше и со нас, имавме се подготвено, одобрени новинарски тикети, акредитации. Ајде од некои приватно професионални причини сме тука наместо да сме горе во Берлин. Тоа е тоа, да не должиме повеќе. Финалето е пред нас, полуфиналните двојки исто така. Да одиме со една мала историографија на овие европските првенства, да видиме како Англија, Франција, Шпанија, како се пласираат во генералниот пласман, да кажам, на овие 16 досега одржани европски фудбалски првенства. Ова е 17 европско првенство, патем ќе ги споменеме и титулите, кој колку освоил и кои се овие 4 полуфиналисти и низ какво сито и решето стигнаа до тука. И Холандија да не ја заборавиме. Да, Холандија исто така наш тим, кој го следевме 2008 година као Скок. Лалињата ги гледавме, ќе искористиме пред да одиме со джингл, ќе искористиме оваа прилика да кажеме кога ги спомнавме веќе нив. Значи нив ги гледавме најмногу 2008 на Европското првенство во Швајцарија и во Австрија. И комплет ги гледавме од почеток до крај. Така ни се местеше агендата. И знаевме да се шалиме, да се зезаме со селекторот, со Марко Ван Бастен, се извинувам, да, со Марко Ван Бастен, значи можевме да го погалиме, да го гледавме во грбот. Во грбот го гледавме цело време, бевме зад клупата на командјаните. Зад клупата, така. Одиме со една кратка пауза и со еден джингл и се враќаме на главната тема за денешната емисија. Осмо европско првенство во Германија. Кај беше почетокот? Осмо европско првенство, поред првото, далечната 1996 година, во Англија, прекрасно европско првенство од почеток до крај, а де факто од 16 европски првенства, значи до сега што се одиграно. До сега, 1960 година почна ова традиција на европските фудбалски првенства. Европското првенство кој се одигра 1988 година веќе бе вработен као спортски новинар во Нова Македонија и од тогаш 10 европски првенства ги следам, од кои 10 како спортски новинар,
од кои 2 не сум бил присутен, на другите 8 сум бил присутен, почнувајќи од 96 година па се до последното до Германија. Од тој аспект интересна е статистиката која вели дека Шпанија и Германија имаат по 3 титули. Тоа е тоа што го спомнавме во првиот дел од емисијата, дека Англија нема ниту една Нема европска победено на титула. европско првенство. Шпанија и Германија имаат 3, за Холандија имаме информација. Франција и Италија имаат по 2 Така, Франција и Италија. и остануваат 7 репрезентации кои имаат по еднаш победено. Значи Холандија, Чехословачка, Русија, некогашниот сојуз на советските држави, Грција, Данска и Португалија. Без сведок кога Грција победи 2004 година. Тоа е таа година кога се крстеа тие со иконите, нешто така, памтам. Да. Имаше јавување Skynet, имавме спортска емисија во Skynet телевизија. И интересни се овие европски првенства, значи статистиката, сувите бројки велат дека многу тешко се стигнува до победата на европско првенство. Значи ако е на Англија не успела да го освои европскиот шампионат, ако е на Холандија со врвни фудбалери, да не ги дадам Гулит, Ван Бастен, Рајкард, од таа генерација, сегашниот селектор Куман, успеала еднаш да победи. А тоа го потврдија и вчерашните надпревари, значи видовме како Англија преку пенали се извлече и видовме колку малку фалеше во финишот Турција да изедначи да се оди на продолжение, па можеби и на пенали, па турците да продолжат. А едно збор 2 за Англија која на ова европско првенство на вистина игра просечно. Ајде да не бидеме премногу строги, да не ги пуштаме ноктите и да удираме по Саутгейт. За разлика од изјавата на Саутгейт, најновата изјава на Саутгейт после вчерашниот надпревар, дека тоа било вчерашниот надпревар. Смешно, да. Да, малку смешно за нас. Зборуваме за надпреварот кој го добија. Така, дека тоа била најдобрата игра на Англија. Ако било тоа најдобрата игра на Англија, што ќе следува во продолжение во полуфиналот? Англичаните играат променливо, лошо, дискутабилно, не дека и Франција е нешто добра, а статистиките велат дека французите стигнаа до полуфиналето без да постигнат гол од игра. Нешто слободен удар, корнер, не знам. Искрено немаме толку прецизни статистики и релевантно е толку во длабочина да одиме. Она што секој обичен љубител на фудбалот може да го забележи дека шпанците играат организирано, цврсто и убаво. Значи во однос на оваа твоја сега реченица, изјава, информација, следува оној момент кој што ти го истражуваше, да колку играчи од шпанското првенство играат за кои клубови и за кои репрезентации. Така, тоа е многу интересен момент. момент. Тоа е фасцинантно, тоа е дел од нашата анализа, интересно. Мислам дека е интересно за гледачите на другото YouTube каналот. Ќе го објасниме во еден посебен сегмент. Малку да финишираме во овој дел со овие 4 полуфиналисти. Значи шпанците имаат шанса ако го поминат полуфиналето да стигнат до 4-тиот трофеј. Франција во директен дуел со нив да стигне до 3-тиот трофеј. Холандија исто така да стигне до својот втор трофеј, а Англија до 1-тиот трофеј. Што ми е думата фудбалски гледано, постојано велиме или овие, не сакам никого да навредам, меѓутоа имаме Македонија по број на глава на жител од 2 милиона, има сигурно 2 милиона и еден добар фудбалски аналитичар, сите знаат, сите гледаат, сите знаат зошто Англија игра слабо или не знам кој ќе биде европски првак, ама седат дома или по кафулињата во фан зоните, ретко кој оние кои одат тама има такви, им честитам на лице место и кој па од друга страна не се расфрла со своите коментари. Значи буквално како и да го свртиме сето ова, условно малите пак испаднаа изедени од големите. Тоа е тоа што го зборувавме, значи бевме сведоци како гризеше Албанија. Значи со Италија бевме сведоци многу добра игра на нивната репрезентација. И на неколку други, пак ќе кажам, во наводници репрезентации кои што се со не толку високо реноме во европскиот и светскиот фудбал, како силно играа, но само остана игра, повторно во завршницата се. Само збор 2. Значи Турција, оној кој разбира фудбал, има такви кај нас кои разбираат, можеби не сме аналитичари. Не си јас сметам за голем аналитичар, ама мислам дека фудбалот го знам и го познам и го осеќам. Го чувствувам. Турција, по моје видување, излезе најнестрекна репрезентација во однос на завршувањето на турнирот.
Значи, една работа е да изгубиш 3-0, 3-1, па да си надигран Да те спортски. надиграат така. Втора ситуација е да водиш со 1:0, да изгубиш со 2:1 и во последните 3 минути да имаш две колосални шанси и трета шанса која во нормални околности може да биде гол, а резултатот да остане 2:0. Зборуваме за дуелот каде што Турција не успеа да го даде тој издржнувачки Да, гол. мораме да 2:2. бидеме искрени до крај, без разлика што да си признаеме навивачки бевме на страната на турците и имаме многу пријатели, ја ги поздравуваме од Апсолутно, нема збор. Значи, Ние немаме непријатели, имаме пријатели. па Пајка повеќе не, репрезентации. така. Значи, думата ми е Турција се почувствува пат во играта на Турција точно тогаш кога ги примија двата гола. Значи се почувствува дека турците како да подзастана, како да сака да држат резултација, не она буквално, ама како да подзастана. На крајот се разбудија пак, последните 10 минути можеби они се Не, разбудија, ама холандскиот имаше голман ги спаси, Наташа, значи одбрани на гол линијата една ситуација, втората ситуација. тоа беше во последните 5 минути. Да, дори мислам дека и екстра тајм беше. Во секој случај и Немаше искрени да биде честитки за незаслужено. турската репрезентација. Немаше да биде апсолутно незаслужено Да. и Турција да преминеше во најдобрите 4. Така, и на крај се сведува од 4 полуфиналисти имаме тројца кои веќе победиле. Англија е единствената која нема победено. А полека подзабораваме колку добро играше Грузија, Полска дека испадна во првиот круг, не знам, шкотите примија петарда од германциве, оние што се Така. отидоа, хрватите и србите кажавме, Словенија не ја спомнавме, Словенија го заврши европското првенство без да загуби надпревар. Че изиграа 4 нерешени надпревари, испаднаа на пенали од португалците, Јан Облак му одбрани пенал на Роналдо, Словенија не успеа да помине, и тоа покажува дека треба да играш, а не да се браниш. Така е, За да така. поминеш, да стигнеш. Словенците можеби ќе стигнеат подалеку. Се на се, сакале да признаем или не, иако се блатава на прилика кажа во фудбалот нема мали големи, мислам дека и не е толку право. Дека сепак има. Тука застануваме со оваа тема, продолжуваме со она што го пред малку чепнавме. Да. Одиме со Кои се гигантите, фудбалските гиганти, фудбалските клубови кои даваат огромен број на репрезентативци на 4 полуфиналисти? Ето така. Останете со нас. Фудбалската анализа на Дургутов, која што верувате е многу прецизна, покажува дека само 3 врвни европски клубови даваат огромна бројка на фудбалери кои што се во овие 4 полуфиналисти на европското првенство. 4 репрезентации кои Четири играат во репрезентации. полуфиналите. Повели. Значи 3 клуба, 4 репрезентации, 37 фудбалери. Верували или не, тоа е само по себе говори за концентрација на квалитетот. Зборуваме за Манчестер Сити, зборуваме за Реал Мадрид и зборуваме за Барселона, кои даваат вкупно 37 фудбалери во 4 репрезентации полуфиналисти, да ги повторим уште еднаш, Франција, Шпанија, Холандија и Англија. И Англија. За да бидеме попрецизни, Кој има најголема бројка, имаме ли? па Манчестер Сити има вкупно 14 играчи кои играат на европското првенство. А во полуфиналето Манчестер Сити од овие 14 души кои се распространети во повеќе репрезентации дава четворица, тоа се Аке кој игра за Холандија, зборуваме за Вокер, за Стоунс и за Фоден кои играат за репрезентацијата на Англија. Колку е клупскиот фудбал директно поврзан со репрезентативниот и ова се покажува. Уште пофасцинантно е кога зборуваме за Реал Мадрид. Ајде. Тоа е да не верува човек, Флорентино Перес, твојот пријател од Суперкупот во Скопје, ќе има специјална приказна за Флорентино Перес во нашата летна шема. Реал Мадрид дава 8 фудбалери кои играат во 4 полуфиналисти. Значи може да се замислите за различни репрезентации играат Карвахал, Хоселу, Начо и играат за Шпанија, може да претпоставите. Камавинга, Чуамени, Менди и Ембапе играат за Франција и за Англија сигурно погодувате звездата број 1 Джуд Белингам. Тоа се 8 фудбалери на Реал Мадрид, јас како да си повторувам сега. 8 фудбалери на Реал Мадрид кои што играат во овие 4 најдобри на европско првенство до сега. Да. А тука ги нема Модрич и не знам таму кој. Да.
Тука што ги нема. игра на европското, ама сега веќе не Така е, игра. тоа што го кажа за Манчестер Сити 14, кој се сведува на 4 во полуфиналето, Реал има уште 5 фудбалери кои условно кажано испадна до полуфиналето, а игра за различни Може една цела презентации. екипа да напрати на цела постава. Ну, значи фудбалска. тука зборуваме за Тони Крос, Така е. Модрич, Рудигер, играше за Германија, Рудигер. голманот Лумин, Лумин. украинецот, Да, да. и најмалиот, тинејџерот, Да. турчето, Гюлер. Да. Он е реал, Арда Гюлер, значи тие На пет. кого беше подпрена вчера турската репрезентација? Да, носител на играта со 16 години. Па 17. Во оваа шема фасинантна е За и Барселона, Барселона. да кажеме, Барселона, да не ја заборавиме. Значи Барселона има дури 6 своји играчи кои играат во оваа полуфинале кои се распоредени во овие 4 репрезентации. Тука 5 мина се директно во шпанската репрезентација, значи збориме за Јамал, за Торес, за Педри, Лопес и Кубарски. Додека Кунде е член на Барселона, а игра за Франција. Ова е таа елита, ова е некој Па супер види, тим. кога ќе се собере, кога ќе го погледнеш наназад европскиот фудбал, Реал Мадрид шампион, Лига шампиони прв. Да. Манчестер Сити освојувач на Испадна од Реал Мадрид до Суперкупот, полуфиналето. испадна од Реал Мадрид до полуфиналето. Значи Барселона, ајде, се бореше машки за титулата во Шпанија. Значи нешто излегува дека шпанската лига е поворот. Да. Тоа е тоа. Сакале да Ова признаат. само по себе Јас мислам кажува. дали имаш информација и за некоја друга, на пример Милан, некој колку даваат од Милан, има и другите има. Ова ќе оди во нашата летна шема по завршување на европското првенство, но оваа листа Бајер Минхен е со 10 фудбалери кои ги дава Бајер Минхен, а играле на европското првенство. А сега точно во полуфиналето, во овој момент го немам тој податок. Има и други клубови, Ливерпул има 6-7 дадено. И Значи така големите натаму. клубови даваат многу играчи за своите репрезентации. Тоа е заклучокот. Така е. Заклучокот е тој. Дали оној што се ми дојде сега како прашање, оној што се наметнува за освојувач на златната топка, значи Белингем, се наметнува со сите до Добро, сегашни анализите, постигнувања. коментарите велат така, да. Како ќе биде Тоа дека не го ќе кажуваме знаеме? ние, го пренесуваме. Апсолутно. Дали мислиш дека ќе бидете пресуден, пошто јас лично не сум фасциниран од да речеме нешто он даде не знам што за Англија, сега он игра за Англија апсолутно, ама Ги извади. Некако- Ги извлече на 12. да, мислиш дека ги извлече, ама- извлече. Даде Така. гол за Нозички, Англија победи. И неколку пати беше клучен играч во креирањето на англиските акции кои завршува на некој начин со притисок. Ако не е Джуд Белингем, Англија немаше да стигне до полуфинал, немаше по да моје стигне видување. до полуфинал. Тоа Ако е ќе му моје остане- субјективно Ќе гледање. му остане на селекторот изјавата дека Англија, ќе му остане запишана изјавата дека Англија изиграла најдобар фудбал до сега на надпреварот вчера, што апсолутно големата маса што следи не се сложива со тоа. Да финишираме, Дргутов. Да, значи, продукција скок, Наташа Мијалчо, 3+8, 11 европски првенства се за нас. Бевме во Швајцарија 2008 и Австрија, од почеток до крај. Бевме во 2020-2021 на европското првенство заедно, 2024 повторно сме заедно. Тоа е продукција скок, тоа е YouTube канал Доргутов. Она што можеме ние да го понудиме за вас, го гледате, преплатете се, следете не, продолжуваме и со летната шема. Јас еве само кратко ќе се надодам на тебе. Обично спортските емисии и кои да се емисии кога доаѓа летото, важишкото лето, еве и сега се потиме, привршуваат со своите емисии, малку го смируваат темпото, Ние одиме обратно. прават пауза, да, ние одиме со летна шема, одиме со релаксирани емисии, ќе го истераме европското првенство со анализи до крај, можеби ќе не видите од Берлин, живи здрави. Значи не знаеме како ќе се одвиваат нештата. Во секој случај ќе го затвориме европското првенство, но тука не застануваме со продуцирање. Продуцираме во текот на целото лето со што и како. Па нека биде малку тајна, останете Не, ги не, гледате. ексклузивно, канал Доргутов, за гледачите на YouTube канал Доргутов. Фудбалерите на Вардар заменуваат на подготовки за Словенија за некој ден. Деталите во наредната емисија. Не сака да зборува повеќе за Вардар, јас го почитувам тоа, иако имаме значително голем број информации. Вардар е вечен, Вардар е клуб на народот и Вардар ќе остане клубот на народот. Бидете ми живи здрави, се гледаме со следна емисија за кратко. Еден живот, една љубов.